Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат се наоѓам над градот Кочани, на споменикот, кој што изгледа како коструска глава, односно како лобања. И што е многу интересно затоа што тоа е символ на тајното друштво, наречено Skull and Bones. И низ Македонија пронаоѓам многу такви знаци. Значи, некои од нашите најголеми револуционери го носеле тој знак. Тој знак го имам сретнато по црквите. И сега го наоѓам на огромен споменик, што е многу интересно и што ме наведе уште повеќе да истражам за ова тајно друштво. И сега накратко да ви раскажам за тајното друштво. Се работи за друштво наречено Череп и коски или Skull and Bones, формирано 1832 година во Соединетите Американски држави на Универзитетот Јейл. Имено на тој универзитет секоја година во април месец се одбираат 15 најдобри студенти и се внесуваат во тоа друштво, во тоа тајно друштво. Потоа тие низ текот на животот му служат на тоа друштво, а тоа друштво им враќа со поставување на функции. Значи, некои од најголемите политичари на денешницата, како и некои од претседателите на Америка, биле членови на тоа друштво, како што е Џорџ Буш сениор и Џорџ Буш јуниор и многу други познати политичари, зашто некои шпекулираат дека тоа тајно друштво всушност раководи со светот. Дали е тоа така, јас не знам. Меѓутоа, символот на череп го наоѓам низ целата Македонија. Како што кажав, и ме наведе да истражам повеќе за тоа друштво и видов дека е многу окултистичко настроено друштво и никој не знае што прават. Значи, тие функционираат во рамките на Универзитетот Јейл во Соединетите Американски држави. Тие имаат своја зграда, која што е наречена гробница, и тие одржуваат состаноци таму секој четврток и недела. Никој не знае што се прави на тие состаноци, никој нема сликано, никој нема снимано. Меѓутоа се шпекулира и некои информации се излезени во јавноста, па така се кажува дека таа зграда, наречена гробница, без прозори, е зграда која што е декорирана внатре со черепи и дека секој човек што сака да влезе во тоа друштво, односно што ќе биде избран да влезе во тоа друштво, а тој останува таму доживотно, нема излегување. Значи, нема излегување од тоа друштво доколку влезете. И во тоа друштво се верува, внатре во таа зграда наречена гробница, тумб, се верува дека се наоѓа черепот на Џеронимо, еден од најголемите индијански водачи на сите времиња. Исто така се кажува дека таму се наоѓаат и некои од сребрените лажици и вилушки со кои што јадел и Адолф Хитлер. Тоа се, можем да кажам, шпекулации, никој не ги видел тие работи, меѓутоа самото име, самата таинственост на тоа друштво покажува дека се работи за високо структурирано друштво, кое што потекнува од официјално од 1832 година, меѓутоа се верува дека потекнува уште од 332 година, затоа што тој број нив им е свет број, односно го има насекаде во таа зграда. И сега што бара овој споменик тука, кој што личи на скелет кај нас, што бараат нивните символи на нашите револуционери и во нашите цркви, јас не знам. Дали сме ние поврзани со тоа друштво, дали тоа тајно друштво нас не владее, јас не знам, не можем да го тврдам тоа, меѓутоа, еве, отварам тема за размислување и тема која што е многу интересна, барем за мене. Јас мислам дека тоа друштво, затоа што ги има символите во Македонија, е присутно уште од 18-19 век, односно кога е формирано официјално. Мислам дека има замешано прсти и во македонската револуционерна борба,
во македонското осамостојување и мислам дека до ден денеска е присутно на оваа територија. На ова место, освен обликот кој што изгледа како костурска глава, многу интересни се и мозаиците и мислам дека и они пренесуваат некоја скриена порака, односно дека се полни со символи. Пајде да ги истражиме и мозаиците и да видиме што ќе најдеме таму. За мозаиците е тешко да се одгонетне што кријат, меѓутоа тука е очигледно, го гледаме повторно костурот и черепот, што представуваат еден од главните символи на тајното и мистичното друштво Skull and Bones или череп и коски на нашки. Јас сега ќе ви ги покажам и другите мозаици, па доколку вие приметите нешто, слободно коментирајте. Тоа што можам јас да го видам, ќе го пренесам, меѓутоа тука ми е потребна и вашата помош и вашата интуиција. Па повелете, коментирајте што гледате во овие мозаици. Значи, на овој мозаик повторно гледаме костурски глави. Гледате, значи, главниот мотив на овој споменик се костурските глави кои што се на некој начин прикриени, меѓутоа ако ги приметите, тогаш се ќе ви стане јасно. Овој споменик, според мене, дефинитивно припаѓа на тоа здружение Skull and Bones од Америка, затоа што превладуваат нивните символи, исто така тука и бојата на американското знаме, гледате на колку места е нацртано американското знаме, плаво, црвено, бело, горе можете да го приметите, на многу места го има прикриено нивното знаме. Сигурно оваа цела слика има некоја поголема символика, овој мозаик. Меѓутоа, за сега, тоа што можеме да видиме со очите, тоа го интерпретираме. Исто така, горе има некоја жена, која што мене ми наликува на индијанка или на домороден жител на Америка, која видите во средина изгледа како да се моли, ако видите од далеко и се раширени рацете. Ете ви знакажав се за друштвото, се надевам дека им беше интересно. Јас си заминувам од тоа место, немам многу време да истражувам, затоа што дојдов во 12 со автобус, а назад имам автобус во 2 часот. Погрешно се информирав, мислев дека има автобус во 18 часот, па така мислев повеќе да истражувам новаа локација. Меѓутоа и овој час-два што ги поминав тука ми е доволно. Го видов големиот символ на лобања или на костурска глава, за тоа што дојдов и мене тоа ми е доволно сега за сега. Како и да е, ви благодарам што гледавте ова видео. Не заборавајте да се претплатите, да станете членови, а ние се гледаме во некое мое наредно видео. Ви благодарам и ве поздравува.